За еден од најголемите празници, Илинден, шефот на државата се обрати со видеопорака, но за годишнината од рамковниот договор, Пендаровски непосредно со директна порака до присутните и јавноста. Охридскиот рамковен договор на државата и гарантира стабилна и демократска иднина. Гламурозната прослава од пола милион евра за 20 годишнината од постигнувањето на договорот го собра цел државен врв во Александар Палас. Присутни беа амбасадори, представници од САД, ЕУ, НАТО, ОПСЕ. Договорот го издржа тестот на времето, иако е далеко од совршен. Ако во него бараме пропусти, тогаш според мене најголемата грешка беше тоа што под притисок на крајно неповолната динамика на станите на теренот, учесниците во преговорите воопшто немаа време да се посветат на правата и статусот на помалку бројните етнички заедници. И поради тоа договорот со право е оквалификуван као бинационален, а тоа сигурно не е предност во едно мултикултурно општество. Доколку не се постигнеше Охридскиот договор, ке се случеше поделба на државата. Тоа ке беше најтрагичниот крај за македонците и албанците, заклучи лидерот на ДУИ и некогашен водач на Ослободителната народна армија Али Ахмети. Тој непосредно пред обраќањето на премиерот дури упати и пофални зборови за работата на Заев и постигнувањето на Преспанскиот и договорот за добрососедство. На мојот коментар дека да бевте во 2001 во нивна улога ке го подпишевте договорот, господинот Ахмети ми дошепна, рече доколку беше он во 2001 немаш да дојде до 2001. За председателот на собранието Џафери, ништо не завршува со подпишувањето на договорот од пред 2 децении. Нашето патешествие како држава ќе се заокружи тогаш кога ќе исполниме и нашата втора стратешка определба и цел, односно по полноважното членство на Сојузот на НАТО да почнеме преговори и со Европската Унија по определувањето на датума за одржување на првата меѓувладина седница на Република Северна Македонија. И ништо не завршува тука. Инаку на помпезната прослава за јубилејот која предизвика лавина реакции поради потрошените пари, но и дека се организира во време на пандемија и за само еден викенд ги одбегна рестриктивните мерки, не присуствуваа од опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Албанската опозиција пак излезе со критики кон интегративците, дека сето ова што се прави е само бркање политички поени во предизборје.